Денес во паркчето Тополана, место каде пред 105 години се крена тиквешкото востание, кавадарчани се присетија и оддадоа почит на овој настан и на сите кои беа дел од истото. На споменикот на тиквешкото востание прво се положи свежо цвеќе. Свежо цвеќе положија делегација на локалната самоуправа, предводена од градоначалникот Митко Јанчев, потоа делегација на политичките партии, како и представници од Сдруженијето на борците. Краток историски час одржа Марија Михова, виш кустос историчар. Тиквешкото востание од 1913 година представува првиот масовен вооружен протест на населението од Тиквешијата против воено-административниот режим во Тиквешијата по Првата Балканска војна. Воспоставувањето на српската управа во Тиквешијата довела до замирање на секаква стопанска, општествена и културна дејност во овој крај. Училиштата биле затворени, а свештениците и учителите биле немилосрдно тероризирани и спречувани да ја вршат нивната професија. Биле извршени неколку убиства врз голоракото население во овој крај, а тепањето и малтретирањето врз населението станало секојдневие. Како резултат на изразениот револт на населението од овој крај, во јуни 1913 година бил формиран револуционерен штаб во кој влегле Лазо Бањански, Мишо Шкартов, Коцо Сеизов, Ристо Михов, Тасе Мурџев, Тодор Камчев, Пане Измирлиев, Мело Јанев, Тодор Мицев, Глигор Линин, Ефтим Манев, Дончо Лазаров, Васил Саздов, Диме Пинџуров, Тасе Бошков, Трајче Туршијата, Јован Чешошев, Милан Анастасов, Милан Ацев, како и сите војводи на организацијата. На 19 јуни започнало востанието во кое земаат учество околу 200 востаници, а заедно со четите на ВМРО околу 1000. На 19 јуни востаниците успеале да го ослободат Неготино и околината, а истиот ден било ослободено и Кавадарци. Со отпочнувањето на војните дејства, четите предводени од војводите Милан Ѓурлуков, Христо Чернопеев, Петар Чаулев и други, започнале широки воени акции врз објекти и воени пунктови врз српските вооружени сили на територијата на Тиквешијата. Покрај Кавадарци, Неготино и Ваташа биле ослободени скоро сите села во Тиквешијата, околу 50, каде била воспоставена народна власт. На општинската зграда во Кавадарци било истакнато револуционерното тиквешко знаме од 1903 година на кое пишувало «Слобода или смрт», а под него Тиквешки револуционерен округ. Под притисок на големата српска војска, предводена од Василije Трбич, помогната од четите на Јован Бабунски, Јаја Ага Малич, Јован Долгачот и други, за кратко време биле разбиени востаничките сили, кои веќе на 25 јуни биле принудени да се повлечат од заземените градови кон селата под планината Кожув. По задушувањето на востанието, местното население во Тиквешијата било подложено на страшен терор и репресалии. Според нецелосните податоци, били извршени убиства и тоа во Бесвица 28, Бохула 44, Ваташа 37, Војшанци 19, Глишиќ 3, Кавадарци 25, Кошани 17, Курија 20, Марена 4, Неготино 117, Рибарци 15, Рожден 5, Пепелиште 5, Прждево 35 или во целиот Тиквешки крај 545 луѓе. Тиквешкото востание во 1913 година беше причината поради која српските воено-административни власти го извршија најголемиот злочин во поновата историја на народот од овој крај, убивајќи при тоа повеќе од 550 мажи, жени и деца. 1000 куќи и дуќани биле запалени, 2700 луѓе затворени, а повеќе од 10.000 биле принудени да ги напуштат своите домови и да емигрираат во Бугарија. Денес Тиквешкото востание и последиците од него представуваат најголемиот злостор врз народот од овој крај во поновата историја. Нека им е вечна славата на сите загинати во Тиквешкото востание. Своје обраќање пред присутните имаше и градоначалникот Митко Јанчев. Почитувани присутни, пред само неколку денови одбележавме 75 години од стрелањето од 12 ваташки младинци. Денеска сме тука да одбележиме 105 години од Тиквешкото востание. Овие настани говорат за едно време во кое Тиквешијата испишувала историја. Далечната 1913 населението во Тиквешијата спонтано почнало да се обединува, предводено од ВМРО. Населението ја постигнува својата цел и покрај тоа што периодот на слобода е само 7 дена краток.
Само 7 дена по Тиквешкиот регион се веело Тиквешкото револуционерно знаме. По 7 дена во Тиквешијата се случува пустош и страшен терор. Голем број животи згаснале под небото на Тиквешијата со единствена мисла насочени кон слободно живење. Тиквешкото востание и по 105 години не потсетува дека храброста и непокорна пред слободата.